Ајде, Стефан, разбиј. Ајде. Дечки, добре дојдовте у Хитмейкер. Малце да се испробаме, знаеш, old school музичари, кај што се испробуваат со гитари кој е бољи. Сега да видиме у билјард кој како стои. Значи, ние сакаме да им даеме важност на кој ја кема? Да им даеме важност на оние легендарни музичари во Македонија, меѓутоа сепак мора да погледнеме и кон оние малку понови бендови кои што, иако вие не сте толку нови, вие сте веќе деценија, можеби. Да, така, 2016. Да. 10 години ствари оваа. Меѓутоа, мораме да погледнеме и кон новите луѓе кои што ја држат на свој плеки музичката сцена. Кажете ми, прво, не влезе ни една? Не влезе Шара. Шара. Па мавето, значи ти си. Не се влезе. Кажете ми, кои сте членови у Конспираси? Јас сум Сергеј Драгински, вокал и ритам гитара, понекад и соло. Сакам сум Адријан Петров, соло, гитара и пратеч. Значи, он е соло кој ќе се смилуваш ти. И обратно. Александар? Јас сум Александар Стефановски, јас свирам тапак. Добро. Да, и басистот ни е Стефан Бировски. Претходно беше Раде Виковски, сега е најнова постава ни се заедно со Стефан Бировски. Значи, ние сме, Александар, ние сме со пуни. Поврзаноста со санаториум е привилегија или товар? И двете искрено. Двете, да, може да се каже. Има притисок има притисок се да биде да перфектно и се да биде како што треба се сега кога санаториум се влијание општо мислиш кој сега кога сме близу да кажем еден друг се поклапаат некои сваќања идеи што имаме и во музиката и во живот општо кога и притисок е ова и среќа си растал со музика се свирите заедно и да, дури тоа, мислам, јас лично тоа ми се свија кога има таков притисок и кога сваќаш уствари дека и чекай малце, можеби ова мислење ја што мислев или не што мислев, можеби чекай не треба да е така, знаеш, може малку некоја промена ќе направи нешто боље. И нормално е убаво што ете имаме и некоја да речеме привилегија што можеш да поправиш да се поправиш од тие делови, што мислиш дека си добар во стварите. Сакале во оваа прилика да го поздравиме Перо Стефановски, Перо Респект, исто поздрав и до цело санаториум и сегашни и бивши копки, Боби, Глупсан, сите. Не се со Глупсан свирено. Сите се чудеа како е могуче, али многу јако. Проведе свиревме во Дом на млади у Штип 94-та, мислам. И тоа сите бендови беа по тројца, ние бевме мислам 8 или 9 души на сцена. Кој вие имате ли сами се продуцирате или си имате продуцент со кој што работите? Целе го Јали продуцент. Така да, ајде кажи. Каде снимате? И тебе? По дома најчесто ова. Па тоа воопште не звучи од дома. Да, мислам многу се трудиме да извадиме што подобар звук од сега од тие услови што ние ги имаме. Гитарите кај Стефан дома ги снимавме, басот кај мене, тапаните исто кај нас во просторија во правовална. И целата намера ни е да извадиме се што можеме повише од тие услови. Сакаме нели да звучи. Знаеш некако кога имаш кусок на услови и гледаш што се можеш со алатките кои што ти се на располагање. Да. И не ти дава да забегаш, а те прави покреативен што се можеш да направиш, а не си опуштен као студио можеме се. Баш тоа направи при управолна, сега ќе кажеш за бубење. Значи, поставивме микрофони и отворивме врата, пошто е походник и холод, има природен реверб. Да, и ставивме микрофони и тамо.
и да го добие наместо викаме што ќе става вештачки реверб на снерот или на томовите, да стави природен. И Да. супер искочи, може да се каже. Уште таму Да. пробувате у МЗТ? Да, уште Да. сме таму. Значи тотално ви е познат и просторијата и ходниците. Да, све. Светијата ја направивме баш онака се и по-изолирана. И веќе мислам долго време сме учи таму. Три години. Значи дечки одлично звучите, значи и продукциски све, гитарите се ускладени неверојатно, значи многу широко и секоја чест за, значи ај ќе кажеш што сте, треш метал, дет метал, малце не ги разбирам ја. Па, треш со хеви, Сега веќе беше нешто шоноров има дури елементи од техник, да кажам, технички метал во фондици, што се тамува аж сите гитарски колници се технички захтевни за свирење во исто време и да време што отвараат, што груваат. да, Така да некој микс од техника од реш. така ќе да. Техника треш до heavy metal би рекол ради рефрените. Да. Вака сега те гледам со светло и одма ме асоцира на спотот. Со плаво. Со сирото. Да. Да го поздравиме Стефан Райл, И лайфо, да, голем поздрав. топ спот. Да, ми помогна многу. Рајко генерал беше голем да посвети осмислувањето и на двата спота и на проконува и на гнев. Така да ми помогна многу и оваа прилика посамувам. Да. Да, поздрав на него, тој е значи мајсторот што спрекори сите и онакви концертни фотки. Да, Да, баш си ја знае работата. Мислам, И ја знае работата и е човек. Пред се, да, работиш да. нека треба да си човек да работиш. Да. Моје мислење е дека не мора да си виртуоз, например, за да бидеш член во одличен бенд. Да, најмалку, мислам, ради тоа Туку што... треба да ја знаеш својата улога и да го отсвириш својот дел, да го најдеш твојот регистар во тој соничен спектар. Да служиш на музиката, да не биде егоцентрично на свирењето. Баш. Кога има повисока цел, песата не е само 200 сат шведен, да има Мора да има понатаму. Кажете ми следни планови, кои се? Следни планови се да направиме нов материјал. Со, ете, дали ќе бидат синглови, дали ќе биде албум или не. Но сега сме мислени повеќе на некои синглови. За тоа што подкастот, за тоа секако ќе договараме нова турнеја, може да се договори нови свики. Кажете нешто како поминавте Србија, на така. Во Србија беше јако, во Панчево прв пат свирав на овој пат. Беше исто прејако, тоа беше спад за Вакен метал ветол, што беше на Превар, на Загреб. И таму проведовме супер, ама не го очекувавме тоа во Загреб што се случи, значи земавме второ место од жирито, кај што Имаше некои други познати вака бендови таму? па имаше реално, мислам, на Вакен метал ветол беа пријавени 141 бенд. И 61 бенд од тие беа извлечени за гласање, каде што публиката не изгласа нас меѓу тие 61, значи гласаат 9 бендови. Така што 9 одат да се такмичат во Загреб. Што испадна Во Загреб кај свиревте? во Vintage Industrial. Да, точно. Да. Ние таму имавме концерт со Мизар и беше прогласен за концерт на годината за 25-та година. Вау. Не, стварно тоа место е феноменално место за настап, што и самата сала звучи многу добро, многу добро изолирана. Ама и цел комплекс инспирира, убав е. Да. Не е онака да речеш и бината преголема, помала една пеца. Да. А местото е големо, само онака за публика. Има тоа ни убава култура. Знаеш, и публика да се... Знаеш, например, која интересно е што, сега не знам кај вас дали е така, свириме со Мизар, публиката е по-готик од членовите на Мизар. Дали вашата публика е по-металска од вас самите? Искрено, сам ја од моја перспектива, ја обично кога сум на сцена и кога пеам и кога свирам, не гледам толку публика.
избегнувам да гледам пошто или некогаш ме фаќа смеа или едноставно почнем да се дефокусирам од тоа што го правам. Него конкретен фокус ми е само напред право или во гитара. И тука сум that's my home zone. А инаку не знам, ама може да каже повише. Он е полабав. Па генерално не знам дали е точно така се по-хеви од нас. Тоа е предизвик. Генерално паѓаат Посебно ако свирите у Србија, бекстејдж има рочник Which happened. Генерално доаѓаат факси што бидејќи нека нешто фанови доаѓаат луѓе што едноставно уживаат во метал музиката, не конкретно решери или блекери или факси што слушаат метал, кој едноставно метал фанови дури имам приметено на концертот во Бургац имаше многу луѓе што не слушаат на конкретно строго само метал, воопшто се запознаени со алтернативна сцена слушаат и некоја по-лајтерица да кажеме, ама се сепак кој да испоштуваат, со дека И на крај искочи дека и ствари се им се допаднало дека музика е музика. Да, одлично. Новиве песни што сега ги спремате, осеќате дека нешто се изместуваат предходни, имате некој или некој од дали колегијално или па некој од вас повлекува, дај да пробаме ова, дај да пробаме ова. Во моментот сме уште во првична фаза на креирање на музика, да спојуваме рифови, идеи, мотиви што имаме, уште ги спојуваме. Уште е ова некоја да речеме примордијална првична верзија на уште сме на рифови, разбирате. Подоваш добивме многу позитивни критики во Загреб на вакен метал. Добивме и неколку совети за ако ние да насочиме до музиката за условно речено појако да утре. Така да во принцип сега сме уште на почеток на стварање музика. Ја сме познаеме дека ќе биде и по-хеви, и по-брзко, и по-певливо. Во принцип, кога осеќаш дека наидуваш на добри коментари, на пријам кај публиката и ти дава поише храброст, чекај малце да зачекориме уште понатака, подлабоко. Нели дете кој ќе научи да плива, го носиш малце подлабоко. Така да вие публиката веројатно елате малце. Дефинитивно. Тоа исто и со Заговор, со албумот, мислам, има огромна разлика од стариот албум, The Humanizer, првиот. Мислам, многу, да речеме, Али многу ми се допаѓа што и на македонски стварање. Да, тоа беше онака, можеби година дена пред да ги се завршат песните како одлука. И морам да кажам што е за мене многу убаво, што за разлика од други метал бендови, секој зборче го разбирам од текстот. И можам да следам песната. Значи, не е она, сега си кажеш, окей, филинг али, не знаеш шо пее. Да, мислам, тоа мене лично ми било од секојаш проблем, да речем, и не мора македонски бендови, општо и светски бендови, што ја лично ги сакам многу, имам проблем да ги разберам шо пее. Мислам, дикцијата и се тоа, примерно исто како рифот, дали си го свирал точно на метроном, ова треба да е исто и точно отпеано, не само како нота, него и како експресија и како дикција, кажам, мислам да пренесеш пораката точно. Дечки, многу ви фала што бевте дел од Hitmaker. Јас само би препорачал на сите луѓе кои што не следат да побараат Conspiracy и да почнат од најновото, па да идат ретроградно и кон првиот албум, за да го очекуваат новото. Фала ви многу, респект за се што работите и само далje поддржете. Се гледаме, поздравете го басистот. Дефинитивно.